Она што пред малку го видовме беше куса најава за нашиот денешен соговорник во овој дел во прв план. Доктор Весна Пљаковска, специјалист по дерматовенерологија и естетска медицина од Ачибадем Систина, е нашиот прв соговорник денеска и се надевам на многу интересни прашања и пред се актуелни, бидејќи се уште трае летниот период кога треба да внимаваме на сончевите зраци, но и зрачењето. Зрачење, тука сме некаде, нели? Да, добро го поврзавте. Добар ден. Добар ден, ви благодарам на поканата и чест и задоволство ми е што сум денеска ваш гост во емисијата и што ќе зборуваме на една навистина актуелна тема. Можеби честопати зборувана, но има зошто е тоа. Вреди секогаш да се потсетиме, така. Затоа што не е нималку наивно она што може да се направи како штета од сонцето и до каква лоша, да кажам, дијагностика и фаза може да стигне. Затоа првото прашање ќе биде, доктор Весна, колку е безбедно сончањето? Налето зборувам, нели? Така, налето за овој период. Убаво и кратко е прашањето навистина поставено, колку е безбедно. Безбедно е доколку навистина умееме како паметно да се сончаме, би кажале. Во која насока? Значи, изложувањето на првите сончеви зраци, кога е пролетниот период, може би е едно од најчувствителните периоди, затоа што нашето тело се уште не е подготвено, бидејќи нели во зимскиот период сме покриени и практично немаме добивање на оној потемнувачки тен и немаме природна биозаштита, да кажеме, на организмот, иако нашето тело си има одредена биозаштита која што е фактор 2-4, но можеби покасно ќе споменеме нели за заштитните фактори. Значи нашето тело си има некој заштитен фактор од 2-4 кој што умее да се заштити на природен начин во зимски период, кога сме заштитени и покриени. Како почнува да се зголемува денот и како почнува позицијата на сонцето, велиме, нели, да се поставува на ултравиолетовите зраци, да се поставува под прав агол, тие многу полесно продираат до земјината површина, односно многу полесно продираат низ атмосферата и едноставно кога ќе допрат до земјата, ние сме изложени на тие зраци многу во поотворените денови под прав агол и тоа зрачење е многу поинтензивно. И нашата кожа е практично чувствителна. Доколку во зимскиот период сме заштитени, нели, кога ќе почне дневното изложување, и ако тоа е нагло, наеднаш, неподготвени може да настанат изгореници. И најчесто се случуваат првите изгореници или алергии при чувствителност на сонце се во почетните месеци, а тоа е крај на март и почетокот на април. Така да тука би требало нели уште стартно да бидеме внимателни, додека во летниот период, кога е најактуелно излегувањето на сонце, кога сме највесели да излеземе надвор и да бидеме изложени на сончевите зраци, да кажеме уште повнимателни треба да бидеме во однос на И сега вие многу добро го зачнавте ова, јас ќе се надоврзам со второто прашање, всушност тоа е полупрашање, полуконстатација. Бидејќи летото трае во 3 месеци, опфаќајќи го и септември, по ова што вие сега пред малку го споменавме, значи дека мајското сонце е многу поопасно од септемвриското, иако станува збор за пролетен период. Не е значи само налето сончањето проблем. Така е. Значи сонцето е исто, но продирањето на УВ зраците, повторно ќе кажам, низ атмосферата заради поставеноста на сонцето е различна. Неподготвеноста, би кажала, на телото, на организмот на сончеви зраци е она кое што не прави да сме почувствителни на изгореници, во однос на тоа што веќе кога ќе го поминеме тој летен период, доколку внимателно се однесуваме, доколку нашава кожа се адаптира соодветно, во тој случај во септември ние веќе рачунаме дека сме нели побезбедни, така е, затоа што таа заштита е поголема, припремени сме практично. Значи телото било адаптирано во текот на претходните месеци и затоа септември месец е помалку опасен, помалку изгореници би можел да направи на телото. Што вклучува адаптацијата на кожата? Дали тоа е одредена суплементација која треба да се внесува орално или само заштитните креми кои ги мачкаме? Па вака, значи адаптација или изложување на сонце би требало да оди велиме постепено, доколку ако сега зборуваме веќе за летните периоди, мада и пролетното сонце, нели, како спомнавме, на почетокот би требало заштитните креми да ги ставаме секогаш. Значи тоа е задолжително, со тоа што адаптацијата на SPF факторот треба да биде соодветен во одреден временски период или зависно од тоа
колку сме облечени. Доколку во зимски период сме заштитени нели со облека, практично имаме физичка заштита од УВ зраците. Во тој случај би ги нанесувале кремите само на фотоекспонираните делови, односно на лице, на врат, на раце. А во летниот период треба сите оние одголени делови од телото да бидат заштитени и со заштитен фактор доколку не сме облечени. Но со таа разлика што нели кога ќе сме на плажа и кога ќе сме отворени практично, разголени, а заштитната крема мора да ја ставаме на целото тело. Како го одредуваме факторот на заштита крема? Може да им појасниме на гледачите што значи 39, 50 плюс? Да, тоа е секогаш вака да кажеме прашање поставено што да одлучиме, кој фактор да го нанесеме, нели? И дали значи дека само со едно нанесување до 2 до денот ние сме веќе безбедни со 50 ако се сончаме на плаж? Не. Значи, заштитниот фактор практично го одредува факторот, односно силината на кремата на во колкав степен би можела да го заштити организмот од УВ зраците, затоа што УВ зраците се оние кои што нели прават оштетување на кожата. Практично не го споменавме тоа, меѓутоа мислам дека е добро познато нели дека УВ зраци ги имаме три типа на УВ зраци, УВА, УВБ и УВЦ зраци. Ќе го споменам па ќе се надоврзам со СП факторот затоа што едно со друго е нели исклучително важно. УВЦ зраците се оние кои што се најкратките, најјаките, најсилните зраци, меѓутоа тие за среќа не допираат до земјината топка. А УВБ и УВА зраците се оние кои што ја пробиваат озонската обвивка и допираат до земјата. УВБ зраците се оние кои што се одговорни да направат фотооштетување, односно изгореници од сонце. И УВА се пак оние кои што и во зимскиот период навлегуваат, значи многу лесно пенетрираат во кожата, тие се најдолгите зраци кои што ги пушта сонцето, и значи тие се присутни во зимскиот период и заштитата УВА зраците се оние кои што прават фотостарење всушност на кожата. Зашто? Затоа што тие делуваат на оштетување на колагенот и на еластинот, односно влегуваат подлабоко во кожата и настанува нарушување на интегритетот, на составот, на структурата на кожата, па од тука имаме и одговорни сме велиме за фотостарењето на кожата. А УВБ зраците се оние кои што се предизвикувачи на црвенило, односно на изгореници. Така да, кога ќе зборуваме за SPF практично е факторот кој што не штити од сончевите зраци. Нас целта ни е да се заштитиме да не изгориме на сонце. Тоа е суштината, така? Доколку сакаме да нанесеме фактор, во тој случај адаптацијата ја правиме според типот на кожата, значи повеќе фактори имаат влијание како би одлучиле. Меѓутоа, кај фототип 1, она што е бела велиме кожа со светли очи, задолжително би требало да се нанесува фактор со ПСК, затоа што сметаме дека на тој начин продирањето на УВБ зраците е значително намалено, значи интензитетот на нивното навлегување, пенетрирање во кожата е блокирано. Не може да ја оштети, да значи. Не може да ја оштети, не може да направи црвенило, не може да предизвика изгореница, а тоа е вклучено и она што сакаме да го постигнеме. Како го велиме дека природната заштита на кожата, која што имаме од 2 до 4, е она која што не штити многу благо. Значи кога УВ индексот е низок, односно кога сме во таа безбедна зона. Меѓутоа како УВ индексот се зголемува, УВ радиацијата, значи се исто така се потенцира, во тој случај SPF факторот би требало да биде поголем. Повторно ќе кажам, ПСК сметаме дека заштитува 98% од зраците да навлезат во кожата. Така да тоа е некоја добра бројка која што би требало да избереме, меѓутоа на секои 2 часа би требало да оди повторување. Тоа сега го потенциравме, да тоа не че се намачкаме со 50, да излеземе на сонце и дека денот е безбеден додека да се вратиме во домот. Така, ако нанесеме 15 е минимум заштитен фактор кој што веќе ставени во речиси во сите креми кои што се за нега, меѓутоа тоа е оној минимален заштитен фактор и тоа единствено може да помогне кај луѓето кои што имаат исклучително темен тен.
кај ние сме сепак нација нели со посветол тен, така да ПСК заштитен Значи фактор. покрај нанесувањето на дневна крема, доколку се движите на овие жешки летни температури, дури во градски услови, не мора да се морски или некои што се летни одмори поврзани, мораме да имаме и заштитен фактор со исклучително висока бројка. Со висока бројка 50 би било во ред, значи не секогаш, знаете, многу често се поврзува нанесувањето на факторот со времето на изложување на сонце. Така. Повеќе би кажале дека повторно дека тој прави блокирање на зраците да не навлезат и да не ја оштетат, да не ја поцрвенат кожата. Но ако сакаме да израчунаме колку е тоа време, колку би било безбедно, постои еден начин, една формула, значи тоа е дозата, велиме, на зрачењето, на ионизираното зрачење, кое што може да предизвика црвенило со нанесена крема, поделено со она доза на радијација кога кожата ќе поцрвене без да имаме нанесено крема. Например, доколку вие излезете на сонце без заштитна крема и за 10 минути за црвените, во тој случај, ако ставите заштитен фактор 10-ка, тоа време траење ќе се продолжи на 100 минути. Ова е интересна 10 формула, 10, да треба да се забележи, да. Треба да се забележи, но и сега прашањето е дали доколку ставам 50 заштитен фактор, тоа ќе го поместам на 500 минути. Велиме дека е апроксимативно, значи една груба, да кажеме, формула која што отприлика го појаснува начинот дека сепак SPF факторот игра улога во тоа да не заштити во безбедното изложување на сонце, без да се предизвикаат изгореници, но сепак велиме дека на секои 2 часа би било многу побезбедно, затоа што е важно и колкав е слојот на кремата која што ќе ја нанесеме и е важно на кое место се наоѓаме. Доколку сме, например, во вода, рефлексијата на сонцето знаеме дека исто така голема, така да двојно ја добиваме таа доза на UV зраците. Доколку сме на песок, исто така за 15% е зголемено рефлектирањето на сончевите зраци, а доколку сме на планина, тоа е интересно, тој факт дека и до 50% е потенцирано. А многумина мисла дека таму сме по ценка и безбедни. Не. Превенцијата од УВБ зрачењето, а во насока на тоа е нашето внимателно однесување на сонце, да немаме да не дозволиме да добиеме изгореници, затоа што изгореницата е таа која што би можела да следи со тек на време со појава на канцер. И истовремено превентивните прегледи за кои што нели исто така секогаш зборуваме, особено во месецот мај, кога е со право да кажам нагласен како месец за превенција на карцином од кожа, како светски месец за превенција на ракот на кожен карцином, така. Значи целта ни е да но не само во тој месец, во текот на целата година, значи да пристапиме барем еднаш во годината, секој од нас треба да направи превентивен дермоскопски преглед. Значи да се јави на дерматолог и со специјалната камера, односно со дермоскопот, ги прегледуваме сите промени на кожата, при што може да одредиме дали постои некоја потенцијално ризична или ризична промена. Така е, ова еден јавен апел да се подигне свеста дека еден ден во годината треба да се искористи за преглед, иако можеби вие немате нешто што е видливо, да бидете сигурни дека сте во добра состојба за да превенирате со време. Нешто него потешко е нешто да го лечиме кога можеме веќе да го превенираме. Така. Во финишот на разговорот, бидејќи сега веќе живееме во време каде што естетските корекции се, да кажам, доста присутни, застапени, чести. Што треба да знаат оние кои сакаат да направат нешто што е поврзано со естетска корекција, а поврзано со нивната кожа, кога во прашање летниот период, што е дозволено, што треба да го изоставиме или да почека во некој, да кажам, есенски, зимски денови, бидејќи вие, како што кажав, сте и специјалист на таа тема, естетска медицина. Така, јас вообичаено ви кажала дека летниот период навистина не е соодветно време во кое што би требало да направиме некакви естетски корекции или естетски третмани. Особено, јас најмногу работам, значи, во нашиот центар во Аџибадем Систина, најмногу работиме во естетска дерматологија со ласери. И ласерската технологија е таа која што секогаш препорачуваме да биде направена во поладните месеци, значи не се препорачуваат ласерските третмани во летниот период, затоа што тие
кои потенцираат црвенилото и воспалителната компонента на лицето, а со тоа имаме можност од типот на дополнително постинфламаторна хиперпигментација, односно добивање на флеки при изложување на сонце, така да од тој тип на третмани се дефинитивно поместени, да кажам, за во поладниот период. Меѓутоа и сите оние други третмани, како што се хемиски пилинзи, повторно не се препорачуваат во овој период. Прашањето е дали ботоксот, другите типови на мезотерапија, филерите кои што се навистина актуелни, во принцип тие би можело да се прават во овој период и евентуално и најдобро би било третмани од типот на сеона која што може да доведе до подобро хидрирање на кожата. Кое е неопходно во овие топли денови? Апсолутно. Имаме уште многу теми. Веќе во неформалниот разговор пред снимањето на оваа емисија закажавме повторно видување, меѓутоа тоа ќе биде некаде на почетокот од есента, а на нашите гледачи соодветно на социјалните мрежи ќе им го најавиме вашето гостување за една уште интересна тема за која треба да се подигне свеста и воедно да направиме една мала мини едукација. За сега ова гостување го завршуваме тука. Доволно се надевам со барем оние кои ќе ги фатат последните сончеви летни зраци да ги поминат поблагопријатно со вашите корисни совети. Ви благодарам на поканата, ми беше чест и задоволство и се надевам дека нашите гледачи ќе умеат да ги применат сите корисни совети и да се однесуваат навистина внимателно на сонце, со што би превенирале потенцијални проблеми. Така е, за летото да биде уживање. Така е. Ги слушнавте конкретните совети, се надевам дека ќе ги примените